Намалена е фреквенцијата во сообраќајот на крајот на август и на познатата Пластичарска улица во Скопје. А ние, со месеци наназад сме гости во овој крај, оти овде, во срцето на главниот град, без некој да го попречи тоа никнаа две огромни дивоградби. И тоа не само без одобрение за градба, туку и на државно земјиште. Во една од нив има и струја. Комплетно е осветлено приземјето, а една сијалица свети на најгорното ниво. Пред неколку дена повторно ја проверивме состојбата. Едната дивоградба е во мрак, но другата не штеди на светло. Пред објектот затекнавме два луксузни автомобила. Едниот со скопски, другиот со тетовски регистарски таблички. Како е можно овој објект да свети со оглед на тоа дека нема собственик и е дивоградба? Прашавме во ЕВН, а според одговорот што го добивме оттаму, ако евентуално има приклучок на струја, и тој е нелегален. Електродистрибуција нема издадено приклучок за објектите. Направени се дополнителни контроли на терен со цел утврдување на состојбата. Преостанува да се направи контрола во објектот, кој во моментов е затворен. Во наредните денови, повторно ќе се вложи напор да се направи контрола внатре во објектот. Во текот на септември, во два наврата, екипи на ЕВН ги провериле дивоградбите на Пластичарска. За неделава да добиеме одговор дека успеале да влезат во објектите. Екипите на електродистрибуција вчера повторно направија увид и успеаја да направат контрола внатре во објектите, при што и во двата беше констатирано неовластено користење на електричната енергија. Случајот веднаш се пријави во МВР и изготвен е записник. Корисникот денес се обрати во корисничкиот енергоцентар на ЕВН Васил Главинов со барање за нов приклучок и пропратна уредна документација. Овој приклучок ќе се реализира во наредниот период од страна на електродистрибуција. Ова отвори ново прашање. Како е можно за дивоградба некој да поднесе уредна документација? За да приклучите објект на струја, ЕВН бара одобрение за градење или решение за легализација. Компанијата не споделува детали за своите клиенти, но од податоците на катастар може да се види дека конкретната парцела е во собственост на државата, а и дека на неа се појавува имотен лист за објект со површина од 116 квадрати. Од Општина Центар велат дека во 2020 година на таа парцела е легализиран објект. Тоа е период кога градоначалник е Саша Богдановиќ, а пред да никне огромната дивоградба. Општина Центар издала правосилно решение за правен статус за бесправен објект на катастарска парцела 4291, катастарска општина Центар 1, на име Али Идрис во 2020 година. Се работи за намена А1, домување во стамбени куќи. Општина Центар нема надлежност за приклучување на инфраструктурни мрежи. Ни од Центар, ни од ЕВН не успеавме да добиеме одговор на прашањето дали некој се обидува преку легализиран објект од 116 квадрати да протне струја за дивоградба со многу поголем габарит. Во овој објект изминатиот период затекнавме и друга новина која доби интересен расплет. Приземјето се полнеше со роба, а на излогот се појавија налепници Muslim Shop Style. Кога прашавме во компанијата дали градбата е во нивна собственост или пак имаат договор за закуп, го добивме следниот одговор. Muslim Shop не е собственик на предметниот објект и покрај првични подготовки кои претходат на негово користење, фирмата моментално се откажа од истото затоа што не може да склучи никаков договор за користење или закуп поради фактот што се уште не е утврден правниот статус на објектот. Тоа значи дека се уште е во тек постапката за утврдување на фактот дали објектот е дивоградба или тоа не е случај, што пак представува законска пречка за склучување на било каков договор. Обстојувањето на дивоградбите е резултат на сплетки меѓу институциите. Општина Центар два пати организира акција за рушење, но тие пропаѓаат. Првиот пат МВР не испрати асистенција поради презафатеност со дојавите за бомби во училиштата. Втор пат, во очи на акција за уривање, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ја одзема документацијата од Општина Центар. На самиот ден кога требаше да се изврши самата акција и рушење, акцијата беше пробиена. По повеќе месечно инсистирање на 360 степени да кажат зошто го земаја предметот од општинарите, од Државниот инспекторат со кој раководи кадарот на ДУИ Фатмир Арифи,
летото писмено ни одговорија дека група граѓани поднеле представка за незаконито уривање на објект на пластичарска, па тие биле должни да проверат што се случува. Од увидот во водената постапка, како што е нотирано и во записник, е утврдено дека инспекцијската постапка не е водена согласно закон и овластениот градежен инспектор при општина Центар е задолжен да ја повтори инспекцијската постапка. Ова значи дека наместо уривање, Државниот инспекторат бара од Центар да го почне процесот од почеток. Од инспекторатот побаравме да не ги достават и представката од граѓаните и записникот со кој констатирале дека општина Центар сгрешила во постапката. Законскиот рок од 20 дена за одговор на нашите барања за пристап до информации од јавен карактер се уште тече. Од општина Центар пак немаат намера да ја повторат постапката, туку го тужат Државниот инспекторат на управен суд. Нивното образложение во записникот е нецелосно законски спроведување на самото решение за рушење, на што нашите инспекцијски служби, правни служби не се согласуваат во целост. 3 дена по оваа изјава, на 11 јули, општина Центар поднела и тужба против градежниот инспекторат, ни потврдија од управниот суд. Оттаму велат дека предметот е распределен кај судија и дека се постапува по него. Саботирањето на уривањето на дивоградбите на пластичарска и тоа од владина институција дојде и до ушите на премиерот уште во јуни. Јас сум уверен дека ВД директорот на Државниот градежен инспекторат почетокот на идната недела ќе ги достави сите потребни документи за да може да продолжи понатамошната Можно е постапка. ново одлагање? Сметам дека ново одлагање ќе предизвика од мојот кабинет да биде повикан јавен обвинител за да ја провери целата постапка. 3 месеци подоцна, премиерот Ковачевски и градоначалникот Герасимовски ги сретнавме заедно на настан по друг повод. Прашање до двајцата. Премиере, прво вие во однос на една од дивоградбите на пластичарска јавно кажавте дека ќе побарате и јавен обвинител да реагира. Дивоградбите влакно не им фали за жал до сега. Дали преземавте нешто, дали го известивте обвинителството и дали не смеете или не сакате да се рушат дивоградби на узурпирано државно земјиште? Ќе ви кажам дека јас јавно кажав дека го повикувам обвинителството да реагира во тој случај. Не можам да знам дали обвинителството отворило случај, меѓутоа еве уште еднаш ви кажувам дека во текот на оваа недела писмено ќе го информирам ќе го прашам министерството со оглед на тоа дека имаме поделени надлежности до каде е тој случај и дали тие се информирале од средствата за јавно информирање, а за сите други детали може да ви каже градоначалникот. Од наша страна, од моја страна лично, имавме и со вас неколку средби и со другите новинари. Известено е јавното обвинителство, од моја страна имавме прво и непосредни состаноци, а дополнително известени се и со целосна документација за постапката за овие два предмети. Иницирав и состанок со ДИГУ и Министерството за транспорт и врски за да поразговараме за самата тема. Ние имаме на 2 пати дадено решение за рушење и ќе стоиме позади тие решенија да се извршат во целост. Дали ве кочи некој да постапувате, бидејќи на вистина огромни зданија? Не ме прашавте дали некој не кочи. Не кочи никој и треба институциите да постапуваат така како што е по закон. Затоа што на народот овде му е преку глава од криминал, од изигрување на законите и од правење на финансиски средства на грбот на граѓаните. Вие сте тие што тоа треба. Граѓани, законот треба да важи за сите. И има институции кои што идентификуваат прекршување на законот. Тоа е во овој случај инспекторатот во министерството во општината Центар, а другите институции кои што треба да го санкционираат исто така треба да бидат на ниво на задачата. Затоа што доста беа попусти 30 години во оваа држава, некој да се чувствува државата да му е мајка, а на некого да му е маќеа. Од обвинителството за 360 степени велат дека веќе оформиле предмет. Кривичното дело е бесправно градење, за што кривичниот законник предвидува казни од 3 до 8 години затвор, па дури и одземање на недвижностите. Но не се знаат сторителите. Основното јавно обвинителство Скопје, постапувајќи по наведената информација, веднаш оформи предмет и даде насоки до Министерството за внатрешни работи за откривање на идентитетот на сторителите на кривичното дело.
Од аспект на постапувањето на јавното обвинителство, доказите за кривично дело бесправно градење на соодветните локации се целосно безбедени и по идентификување на сторителите, тие ќе бидат соодветно процесуирани. Прашавме и во МВР како оди потрагата по сторителите, а од нив добивме малку поинаков одговор. Ве информираме дека веднаш штом ќе бидат дадени наредби од обвинителството за овие случаи, како впрочем и за сите наредби од ОЈО, МВР соодветно ќе постапи. После овој одговор повторно се обративме до обвинителството. Оттаму веруваат дека по предметот се постапува и дека без разлика дали полицијата добила насока или наредба, по сторителите се трага.